Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон сад. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. На почетокот ви го честитаме Илинден, денот на Републиката. А од вестите, нови санкции против Северна Кореја, тема на разговорите на представници на САД и Јужна Кореја во Сеул. Во Иран пак председателот Ахмадинеџад соопшти дека е подготвен за директни разговори со американскиот председател Барак Обама. Иранскиот председател Махмуд Ахмадинеџад соопшти дека е подготвен за директни разговори со американскиот председател Барак Обама. Според Ахмадинеџад, обајцата лидери би можеле да понудат решенија за глобални прашања и да видат чии се подобри, додавајќи дека евентуалната средба би се одржала во присуство на медиуми. САД во минатото ги одбива ваквите предлози и го обвинуваат Техеран дека се обидува да создаде нуклеарно оружје. Специјалниот советник во Стејт департментот за неширење и контрола на оружје Роберт Ейнхорн вели дека целта на новите санкции против Северна Кореја е да се обесхрабрат нејзините провокативни активности, а раководството да се откаже од нуклеарната програма. Ейнхорн ова го изјави по средбата со јужнокорејските представници во Сеул, каде разговараше за новите финансиски санкции што американската државна секретарка Хилари Клинтон ги најави пред 2 недели. САД ќе стават крај на борбените действија во Ирак според планот на 31 август, подвлекува американскиот председател Барак Обама во говорот пред група воени ветерани во Џорџија. Тој го постави датумот како крајен рок за повлекување на борбените сили. Кога Обама стапи на функцијата, во Ирак имаше 140.000 американски војници. По повлекувањето во Ирак ќе служат 50.000 трупи во улога на транзициона сила. Процесот во 2 фази за трајно затварање на подводниот извор од каде истекуваше нафта во Мексиканскиот залив може да почне уште денеска, 104 дена по катастрофата на потонатата нафтена платформа на Бритиш Петролиум. Првиот чекор е така наречено статичко убиство, полнење на изворот со густа течност што ја потиснува нафтата надоле. Отворот би се зацементирал, а во втората фаза што треба да започне по 5 дена од првата. А насловните страници викендов најмногу ги полнеше една венчавка на ќерката на Бил и Хилари Клинтон, Челси и нејзиното долгогодишно момче Марк Мезвински, што се одржа на ексклузивен имот во местото Рейнбек во државата Њујорк. На свадбата присуствуваа преку 400 гости. А од Холивуд, најновиот трилер со Леонардо Ди Каприо во главните улоги, Зачеток, веќе 3-та недела поред се наоѓа на врвот на гледани филмови во САД според бројот на продадени влезници, со досегашна заработка од преку 193 милиони долари. Во продолжение на Newsflash, операциите за намалување на телесната тежина се почести во Соединетите Американски држави, без оглед на тоа што може да предизвикаат сериозни компликации. Ново истражување укажува дека ризикот може да се намали доколку луѓето почитуваат одредени едноставни правила. Хируршкиот зафат за отстранување на прекомерната телесна тежина е спас за многумина. Луѓето не само што слабеат, туку веќе не мора да земаат лекови за висок крвен притисок или диабетес поради дебелината. Стомачното стеснување е еден вид на вакви операции. Се намалува желудникот за да прими само мало количество храна. Пем Хетли вели и се променил животот. Можам да пешачам по цел ден и не ме болат нозете. Играм со внуката. Имам чувство дека ми се врати животот. Но постои опасност од инфекција по операцијата, што може да предизвика и стомачно крварење. Професорката Ненси Биркмајер раководила со истражување што ги анализирало резултатите од операциите во 25 болници во сојузната држава Мичиген, а што утврдило дека болниците со најголема фреквентност имале најмал број на компликации. Болниците со мал број на пациенти имале стапка на сериозни компликации од 4%, за разлика од болниците полни со работа, кај кои стапката е 2%. Истражувањето може да помогне во изборот на болница, но и на лекар. Стручњаците препорачуваат пациентот да се распраша колку операции има извршено лекарот и колкава е неговата стапка на сериозни компликации. Важно е и пациентите да имаат самодисциплина, да не го преполнуваат стомакот со храна по операцијата, како што чинеле кога биле дебели.
Автомобили што истовремено може да летаат, тоа досега беше во доменот на научната фантастика. Меѓутоа, напредокот на технологијата отвори пат за нив и во сегашноста. Овие возила би можеле да станат дел од секојдневието уште следната година. Авиатичарот Стив Сейнт е основач на компанијата iTech, која ги обслужува луѓето во зафрлените области кои се изолирани од најголемиот дел на технологијата. Самиот знае како е. Растел со татко му, кој летал долж и попреку на џунглите во Амазон. На сајамот на експериментални летала во Висконсин го изложи Маверик, пронедок што го телотворува стариот концепт на човековата имагинација – летачки автомобил. Се работи правенствено за автомобил, но со него истовремено можете да летате, а потребни се само неколку часа обука. Маверик може да постигне брзина од 150 км на час на патиштата. Кога ќе ги отвори крилата и ќе полета, може да прелета 100 метри со 65 км на час. Ана Дитрих пак, која е начело на авионската компанија Терафуджа, верува дека во Соединетите Американски држави има пазар за незиното експериментално возило наречено Транзиција. Сакаме да покажеме дека едно исто возило може да лета, да се вози, да ги свитка крилата за помалку од минута и потоа да се паркира во гаража. Транзиција е се уште експериментално возило. Некои критичари, како Џон Монет од компанијата Sonex Aircraft, што произведуваат спортски авиони на електричен погон, велат дека е прерано за возила автомобили. Авионот треба да биде изграден по различен стандард од автомобилот. Кога ќе споите два, тогаш добивате просечен продукт. Па сепак проценките се дека првиот летачки автомобил Транзиција ќе се појави на пазарот за 18 месеци и ќе чини околу $200,000. А во утрешната емисија филм што служи како потсетник дека нуклеарното оружје не е само остаток од студената војна, туку реална опасност. Гледате утре во Newsflash. Утре во Newsflash, одбројување до нула. Колкава е заканата од нуклеарното оружје? Гледајте во утрешен Newsflash. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glaснaamerika.com. Ви благодарам на вниманието и пријатна вечер.